civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Пописот е од исклучително значење за државата и нормално е да биде во континуитет актуелна тема. Особено во услови кога во нашата држава 20 години се нема одржано попис, некако нормално доаѓа да биде во фокусот на вниманието. Затоа сметам дека е одлично тоа што вие како цивил ги организирате овие панел дискусии. Од позиција на председател на Комисијата на пописа РЕОН 11 можам да споделам неколку информации кои имат пред се технички карактер. Пописниот РЕОН 11 сочинува пограчјата на две општини, општината Гевгели и општината Дојран. Ако ориентационо ги земеме податоците од пописот од 2002 година, станува збор за пописен РЕОН со безмалку 25.000 жители, 8.242 домаќинства и 11.408 станови. Дали и колку овие бројки се релевантни и денес, треба да покаже новиот попис. Според актуелниот закон за попис на населението, домаќинствата и становите, за успешно спроведување на пописот во нашиот РЕОН, предвидено е да бидат ангажирани 88 реонски попишувачи и 9 реонски инструктори. На конкурсот за нашиот пописен РЕОН се пријавија вкупно 111 кандидати, за кои тестирањето како комисија на пописен РЕОН го организиравме и го спроведовме минатиот петок на 12 март. Битно е да се каже тоа дека во сите досегашни, па и идни активности, каде клучен носител на активноста е Реонската пописна комисија, строго се придржувавме и ги почитувавме сите здравствени протоколи за заштита од COVID-19. Значи, освен успешно спроведување на сите, условно да кажам, предпописни и пописни активности како императив, за нас, како Реонска пописна комисија, е строго да се почитуваат протоколите за заштита од пандемијата, значи соодветна лична заштита, честа дезинфекција, соодветна дистанца и така натаму. Тоа е првиот технички аспект од досегашниот тек на активностите на Комисијата за пописен РЕОН 11. Друго што е битно како информација од технички карактер, исто така и фактот дека како комисија со општините и со општина Гевгели и со општина Дојран имаме добра соработка и максимална поддршка. Особено во делот на обезбедувањето на просторните услови за работа на самата комисија, опремување на просторот со телекомуникацијска и IT инфраструктура и задоволување на сите функционални услови во секоја смисла на зборот. Следен битен момент што може да произлезе како информација од Комисијата на пописниот РЕОН, што е она што ни предстои во наредниот период. Кажа дека тестирањето на пријавените кандидати заврши, ранг листата е испратена до Државниот завод за статистика и очекуваме во најскоро време Државниот завод за статистика да не задолжи со конкретни активности околу организацијата и спроведувањето на одлуките во прв ред на реонските инструктори, а потоа и на реонските попишувачи. Државните инструктори, сакам да кажам дека се веќе тука меѓу нас. Воспоставивме соработка и со нив, и со еден збор заеднички интензивно работиме според насоките и задолженијата од Државниот завод за статистика, за што подобро да го организираме спроведувањето и отпосле да го спроведеме пописот. Може би е познато, може би е интересно, како новина која го носи новиот закон за попис од 2021 година, е да се каже дека ја нема повеќе она стандардна државна комисија за попис, како централно тело кој го бираше собранието, по сите надлежности и одговорноста за спроведување на пописот се ставени на Државниот завод за статистика како компетентна и најрелевантна стручна институција, што е добро,
Комисиите на 50 пописни реони немаат стручно методолошки надлежности, туку нашата улога е дефинирана како логистичка поддршка, како клучен комуникацијски канал помеѓу Државниот завод за статистика и државните инструктори и реонските попишувачи и реонските инструктори, што е исто така сметам добро. И третата новина, ќе ги нема оние гломазни формулари и тефтери од не знам кој формат, нема пенкала, нема моливи, туку попишувачите пописот ќе го спроведуваат со лаптоп компјутери, што аналогно на времето во кое живееме, наспротив до сегашните искуства, повторно е добра работа. Многу поедноставно би било секога пописот би бил процедура. Закон, Државен завод за статистика, реонски комисии, инструктори, вакви, такви попишувачи и завршена работа. Меѓутоа, пописот не може да биде процедура затоа што е еден комплексен интерактивен процес. Во кој што сега ќе говорам малку и во име на моите колеги од комисијата, а дури ќе се земам право да говорам и во име на сите оние кои што се одважија, изразија желба да се пријават за учество директно како попишувачи и инструктори во целиот процес. Факт е дека ние во моментот сме оптеретени од клучната работа да ја дефинираме како пандемија. Значи, ковидот е фактор кој што го детерминира нашиот живот и живеачка во секоја смисла. И затоа не е добро кога се прави амбиент, кога се прави атмосфера, дека заради пандемијата треба нешто да се прави или да не се прави. Не е добро кога се настапува несериозно, па сега ние, граѓаните, ќе ги гледаме од аспект на попишувачи или комисија, граѓаните ќе ги перцепираме како, условно кажано, да не ми земете за зло, како можност да се заразат попишувачите или пак граѓаните да гледат на попишувачите како можни преносители на вирусот. Факт е дека ние со животот не сопревме, дека се учиме, помалку или повеќе грешиме, да живееме со вирусот. Меѓутоа, пописот треба да се спроведе и треба да ги даде очекуваните резултати. Во таа смисла го гледам повеќе како човек, не како председател на пописна комисија, како предизвик на нашата генерација, современици на ова време. Мислам дека секој од нас е свесен дека животот нема цена, дека секој од нас се грижи за собственото и за здравието на своите најблиски. Дека секој од нас е свесен што смее, што не смее да се дозволи во едно вакво време дефинирано од пандемијата. Затоа мислам дека ова ќе биде, пописот ќе биде еден огромен тест за сите нас, ќе кажем како генерација, тест на кој што ќе полагаме човечност, ќе полагаме одговорност, општествена одговорност, човечка одговорност, граѓанска одговорност. Познавајќи го менталитетот на нас од овој крај, мислам, се надевам и очекувам дека ќе го положиме тој тест и дека успешно, како комисија, како структура избрана за спроведување на пописните активности, дека успешно ќе ги завршиме сите предвидени активности. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.